На 5 мај за прв пат е представена азбуката на современиот македонски јазик, резултат на работата на јазичните комисии кои се формирани по одлуката на второто заседание на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик како службен. Непосредно потоа, на 7 јуни 1945 е усвоен првиот македонски правопис, пошто следува и објавувањето на граматиките, речниците и така натаму. 5 мај е денот кога за прв пат е објавена македонската азбука во весникот Нова Македонија. Тоа е еден празничен ден од 5, 6 и 7 мај, иако официјално на 3 мај веќе е усвоена резолуцијата што Комисијата за азбуката и правописот ја поднела до тогашната влада на Демократска федеративна Македонија. Владата уште веднаш дента ја ги усвоила решенијата на ова комисија и веќе е одлучено во тој празничен број да биде представена и пред македонската јавност. Секако дека во тој момент имало и една техничка пречка за да се представи азбуката онаква каква што е усвоена од страна на комисијата, затоа што се уште не постоеле технички можности за да се представи таа азбука нели во печатницата ги немало сите тие букви. Меѓутоа, сепак овој датум е значаен за нашата севкупна национална и културна историја, затоа што тоа е едно големо достигнување на генерациите македонски преродбеници, културно-просветни дејци, сите оние што во изминатиот период, независно дали ги познаваме како имиња, или тоа биле некакви анонимни луѓе кои што во своето секојдневно дејствување се бореле за да си остварат својата основна потреба, едно основно човеково право да зборуваат, да го користат својот јазик, да можат тој свој јазик да си го представат на своја азбука и тоа да го прават непречено без да им биде оспорувано тоа право. Секое време си носи своји предизвици за македонистите. Негирања во континуитет постојат години наназад, но многу повеќе загрижува фактот што некои македонски интелектуалци излегуваат со изјави со кои го оспоруваат македонскиот идентитет, вели Лилјана Гушевска, професорка на Универзитетот во Тетово и научен советник во Институтот за национална историја. Кај нашиот народ нема двоумење кој е и што е, дека се луѓето македонци, дека се зборуваат македонски јазик, дека се имаат своја култура, свој идентитет. Меѓутоа, интелигенцијата треба да биде таа што ќе стане и јавно ќе проговори дека тој идентитет не е некаква вештачка творба, не е нешто што ние сме го измислиле или некакви политички авторитети или центри во одредени историски моменти го создале за некаква потреба. Тоа е идентитет што е цврсто фундиран во историјата, се развивал, имал природен развој, како што се развивале другите народи и нивните јазици, така и македонскиот народ се развивал и тој развој конечно во сите негови, да речеме, премрежиња, на крајот резултирал со оваа специфика што имаме ние и во поглед на јазикот, и во поглед на културата, во крајна линија и во поглед на менталитетот и сите оние определби што нас не дефинираат како Македон. Зачувувањето на јазикот е обврска на секој од нас. Негувањето на дијалектите представува и негување на јазикот, но стандардниот јазик треба да се применува во сите сфери на општеството, вели Гушевска. 5 мај денот кога е официјализирана македонската азбука, од минатата година се одбележува и како ден на македонскиот јазик.